Добро вечер, почитувани гледачи. Започнуваме со нов серијал на Родински разговори. До сега некаде околу 140 емисии имаме по различни теми. Се надевам и со сегашниве теми ќе го задржиме вашето внимание. Ете, Бог сакаше овој серијал да го започнеме со еден наш голем пријател и наш личен и на Македонија и на македонскиот народ. Тоа е Андреј Родионов, лидер на меѓународното движење Русов. Во емисијата со мене е Никола Чоневски, член на председателството на Родина Македонија. Добро вечер и од мене. Само еден увод, значи ние со Русов како Сдружение на граѓани мир имаме исклучено договор за соработка, чинам дека 2019 година тоа се случи, со единствена цел да го ги поттикнеме развојот на македонско-руските односи и мислам дека сме една, ако не единствена или една од ретките организации кои има таков договор за соработка. Инаку самото меѓународно движење Русов е интернационално. Основната цел и задача е и идеја панславистичка, односно обединување на сите Словени, формирање на одреден сојуз или конфедерација на словените, каде што се совпаѓа со нашата идеја. Но ете, за тоа може малку и Андреј Родионов да ни објасни кои се активностите на Русов, кои се политичките цели, за да директно вие се запознаете со таа идеја. Андреј, добро вечер. Поздрав Зоран, поздрав Никола, поздрав Александр и сви добри македонци и други пријатели кои гледају. Спасибо, Андреј. Ми ćemo sad da malo i da miksamo jezike slovenske, makedonsko, ruski, srpski, tako mi ćemo da pričamo makedonski, ti ćeš rusko, srpski i tako dalje. Ja nadam se da ćemo da se razumemo. Како увод, можеш нешто да ни кажеш за Русов, какви активности има, до каде е тоа политичко движење и така натаму, директно да запознаеме нашата публика со тој дел. Прва кажемо што буду покушацца како можемо причамо по српски, али можда не баш супер. Нешто додам по руски, надам се мене све разумејат. А што тичи вас, ви слободно причите, говорите по македонски, ја све разумем, нема никаких проблеми. Сад одговарам на ваше питање за Русов. Значи, кто још не знае, Русов то меѓународни политични, друштвено-политични покрет, руско-славенско уединение и препород, накратко Русов, кој стави основни цели то заеднание сви славени поред мајки Русии, у едну неку конфедерацiju, у jedan vojnički, politični i ekonomski savez. Zašto tako? Zbog toga što Slaveni to je braća, sestre i treba što bi mi kao jedan narod bili zajedno. Ako mi budemo zajedno, to je kao, postoje taka šala, ali znaš, možda nije baš šala uopće. To je horor san za globalistov, kada Slavjani zajedno biće u jednu konfederaciju. Tako da pokušavam se napraviti im toj horor san, što bi bila za njih realnost, suština ih života. Tako da idem tem pravcem i uvek ja govorim, ako neki germanski narodi, francuzi, ne znam, englezi, ne znam kto još, ako želite imati neku dobru saradnju sa Rusiji i s drugimi Slavenami, mi si uvek otvoreni i možemo raditi zajedno u suštini na osnovi zajednične i evropejske hrišćanske vrijednosti i mi si raspoloženi za dobru saradnju kao komšije. U nas s naše strane sve otvoreno. Ali nikada mi ne zaboravimo što svi ti drugi narodi može
biće zajedno sa nami u saradnji samo kao neki prijatelji i komšije, ali svakako mi, braća i sestre Slavjani, to za nas treba biće broj jedan cilj koji mi idemo. I ne zaboravimo što nekad možda neke Slavjani i budali, nažalost, kao govorят, možda tvoj brat i budala, ali on svakako tvoj brat. Tako da mi Slavjani svakako treba na sebe gledati nekako drugačije i ta saradnja koju mi pokušavamo se napravimo i kao narodna diplomatija, kao narod, kao naciji slavijanski i to kako mi želimo napraviti kao konfederacija, neki državni savez, to sve svakako treba raditi i nikada ne zaboraviti što mi, braći i sestre Slavjani, a neki drugi narodi koji zajedno možda želite imati s nami, svakako to komšije, prijatelji, neki savezniki. I nema veze, nekad, nažalost, imam neki sukob s ukrajinskim narodom, tako kažemo, neki deo jedne velike Rusije, neki drugi narodi imaju slavijanski neki sukob, nažalost, zahvaljujući našim neprijateljima anglosaksom, koji uvek pokušavaju se napraviti nam problem u našoj kući. Ali svakako nam treba gledati jedan na drugova kao na braća. Znači, nekad treba imati neka strpljenje i imati neku toleranciju jedan prema drugom. Tako naš stav. Andrej, ono što go gledam jaz како проблем кај сите словенски народи и земји е што ние живееме по аглосаксонски образец, како стил на живење и гледаме, живеејќи по тој образец, ние како народи умираме. Не само словенските народи, туку и западните народи. И за словените императив е да си го создадат тој словенски начин на живење, каде што семејството, мажот, жената, повеќе детните семејства, Бог, верата, нашите традиции и така натаму, ќе бидат во центарот на нашето движење. И мислам дека токму Русија сега го започнува тој процес. Гледам дека црквата е еден од столбовите, верата и така натаму, културата руска се враќаат полека тие столбови, но дека во новиот глобален свет, каде што ќе имаме Кина со 1,3 милиарди народ, Индија со и таа ќе биде негде 1,5 милиарда, исламскиот свет над 1 милиарда и ние словените поделени на 10, 15, 2, 100 милиони, што е премалку, односно нас ни прети претопување, односно исчезнување и губење на оној изворен словенски идентитет. И мислам дека токму е таа линијата по која ние се најдовме и како организации, и како невладини, но и како политички движења, токму да го возобновиме тој дел, односно да зародиме една идеја која што беше присутна и во минатите векови за тоа словенско обединување. Тука Достоевски би го спомнал, кој што токму таа идеја ја застапуваше, каде што он се гадеше од тоа наше живење по западниот терк на живење. Ние започнавме и имавме една прекрасна собир во Белград, во културниот центар Кирилица, каде што се собравме, каде што Русов беше организатор, чеси, пољаци, македонци, срби, бугари, руси, и каде што видовме дека многу лесно доаѓаме до онаа кохезија, оно обединување кога ќе почнеме да комуницираме. Западот вложува да не држи разединети и вложува средства и наоѓа будали за да шири омраза, за да шири братоубиство. Тоа е денеска случајот со Украина и овој Зеленски, кловнот. Порано било случајот со хрватите и србите, ние бугарите и македонците. Они инвестираат во таа омраза,
А наша цел е ние тој систем да го тргнеме и да поставиме основа за тоа сесловенско обединување и стигање до крајната цел Словенска конфедерација. Можеш да ни кажеш, Русов, со кои све организации од словенските земји има соработка? Знам дека имате со Полска, со Србија. Секако, со колку земји словенски веќе имате воспоставено контакти и комуникација? Разумеш ме? Разумем све 100% потпуно. Значит, све што ти рек, слажем се 100%. Со своје стране додам, значит, очигледно, што тој сукоп кој бил меѓу славенскими народами и директно Русији и западным светом, западным глобализмом, он сада дошол у крајну фазу. И тој рат кој сада на Украине, то не ратуе Русија со Украине. То велика грешка кога тако мислят неки луѓи у Западу, кои гледат само неки западни емисии и западну пропаганду. У суштини туј сукоп Русија са колективни Запад и НАТО пактом. И одавна би тој рат бил завршен ако би и не было бы таких жертв, и не было бы ништо тако тешко и споро и крваво, кажемо, како сада иде, ако би Русија сигурно ратовала само со Украина. Значи, то было бы одавно завршено све. И много мanje бы пролили мы нашей славянской крови. Али због Запада, због того, што, видиш како кажемо, прочачкали мозок украинскому суштини дел Русии, руского народа, мозок, и сада люди заборавили свои корени, заборавили неки свой став, заборавили свой идентитет, измислили нешто што не постояло никада. И Украина то е проект антирусија. И нажалост они то прихватили. И сада видиш, Русија принуждена ратовать со усуштими своими братьями и сестрами, али глобално ратуемо окупно со Западом и НАТО пактом. А ако погледаш глобално, идеолошки на тој рат, то отворени рат кој иде меѓу традиционными вредностями, христијанскими, породица, деца, друштва и така далее, с одной страны, а с другой страны то е глобализм, те различни покварени квази идеологии, као ЛГБТ и други ствари кои имаат свој циль уништење белog човека окупно у Европе и директно наравно славјан. А мы као славјани, тој центар. Мы сви славјани, тој центар европейской цивилизации, традиционной европейской цивилизации, коju мы знам, и како мы знам од Великой Македонии Филипа Александра до Великой Руси, мы имаем заедничный культурологский и традиционный путь развития. И доказ тому, знаешь, у Руси на землях, као же Украины, постои были такие цивилизации, као трипольская культура, Аркаим, Венчанское письмо, знаме и неки наравни у вас у Македонии постоje неки центри. Еге, тоа е центар културе исто. Заборавам како имаат неки споменик Сунична, како там, нема везе, значит, имајте, значит, мы сви славјани имаем неки докази што таа култура која постоje традиционно у Европи, тоа е све
dobila svoj početak od Slavjana. I zato mi Slavjani tako kažemo kao jedna velika problema i za anglosaksa, i za globalistov, i za sve te drugi naši neprijatelji koji bi željeli izbaciti to iz istorije i uništiti nas kao neku kulturu u svijetu. To meni očigledno i to biće očigledno svakomu čovjeku koji dobro razumije istoriju, razumije kulturu i ima malo mogućnosti napraviti u svojoj glavi neki analiz. A što tiče toga što ti pitao s kojima mi kao pokret Rusov imamo suradnju, države slavijanske i slavijanski narodi, naravno imamo saradnju sa svakim slavijanskim narodom. I to naš cilj. I bolje toga kažemo, opet ponovljam, ne samo i sa Slavjanima mi radimo. I neki drugi pokreti, organizacije koje orientišene antiglobalistski, koje orientišene za Savez sa Rusiji, sa Kinom, s Iranom, znači za neke tradicionalne vrijednosti protiv toga globalizma, protiv NATO pakta, američke snage, koje okupirali svijet u suštini i pravят svuda haos, rat, svoji neki laboratoriji biologični i tako dalje. Znači sve to što je potrebno для нормального života nijednom normalnom čovjeku. Znači samo to je sataninski pogled, sataninski put. I mi naravno pokušavamo se, i Bogu hvala, daleko došli u tomu poslu, zajednali u pokretu Rusov svi slavenski narodi, svi slavenski naciji, državi. Da, nažalost, neke ta saradnja ide bolje, kao sa Makedoniji, Srbiji, i možda to i čudno za neki način, da, zbog toga što Poljska katolička zemlja, ali zahvaljujući tomu što naš pokret ima neki stav, što mi ne samo pokušavamo se zajednati pravoslavcev i ne samo hrišćan, ali mi gledamo na slavijansku istoriju, kulturu kao neki zajednični put i zato ne želimo izbaciti neki dohrišćanski, neki tradicije. I zahvaljujući tomu mi imam puno zajedničnih osnov i s temi državami i nacijami koje gledaju na sebe kao katolički slavijanski narod. I nema u tomu nikakvog problema. A s druge strane mi sve super i dobro radimo i sa katolikami. Puno pametnih katolikov, Slavjan iz Poljske, gledaju na Rusiju kao na spas. Zašto? Zbog toga što, opet ponavljam, mi svi zajedno pokušavamo se napraviti neki oplot za odbranu tradicionalnih cенностей u Europi i direktno u suštini naših zajedničnih slavijanskih. Tako da, naravno, svaki pametni čovjek, otec, majka i tako dalje, ne može ni prihvatiti tu ideju. A što tiče nekih prozapadnih, proameričkih vlad, kao, nažalost, mi vidimo i u vašoj državi, i u Poljskoj, i u drugih, i u Bugarskoj, ali pravoslavci, znači, to bilo uvijek, nažalost. Tako da, znaš, to bilo uvijek, vjerovatno i biće, ali s druge strane postojimo mi, postojimo naše snage, postoje naše cilji, postoji naš politični put, postoje naše mogućnosti. I ja mislim, nema ništa u svijetu što ne možeš uraditi. I opet ako pogledaš istoriju, i carska Rusija, imperska, i Sovjetski savez, 2 puta zajednali Slavjan. Prvi put u ratu na Balkanах protiv Turske, drugi put kada oslobođali Evropu od fašizma. Tako da, možda sada treći put kada treba, kao govorят, Bog voli trojicu, tako da možda sad treći put treba to završiti jedno i zauvijek. I to što mi sada sa vami pričamo, to što mi odavno imam sa vami saradnju, sarabotu, i isto tako imam mnogo ozbiljnu saradnju i s Srbami, i sa
puno organizacijami u Poljskoj i imam saradnju, vi sami to lijepo znajete, dolazili u našu konferenciju u Kirilicu u Beogradu, koju mi zajedno radili. Tada dolazili Čehi, Slovaki, Crnogorci, tako kažemo, u suštini opet Srbi, Bugari. Tako da mi vidimo što narod to želi. I ta narodna diplomatija o kojoj mi pričamo, to je sigurno neka alternativa u koju mi možemo daleko dojdemo i uradimo sve što želimo. U suštini, kako govore, glas naroda, glas Boga. Ako mi, slavijanski narod, tako želimo, znači u suštini treba idemo tem pravcem i napravimo što mi želimo. A Rusov, Bogu hvala, u aprilu biće 13 godina kao idemo tem putem, oficijalno i zajedno sa vami i s drugimi. Tako da, ja mislю, još zahvaljujući tomu ratu koji sada ide, dosta ljudi koji možda juče još spavali i gledali na situaciju nekad možda nije ozbiljno ili možda gledali što to neka šala, globalizam postoji, ne postoje. Ja mislю, dosta ljudi sada probudilись. I nažalost još do završenja rata ja mislю još daleko, tako da puno još ljudi probudica i dolaziti na našu stranu u toj borbi. Tako. Andrej, aha. I čekaj, završim. I znaš, to je rat koji sad je na Ukrajini, to je neki dokaz što globalistički zapad ne može držati pobjedu. Okupno, sve NATO pakt. I bilo bi lakše ratovati s nekimi Englezami, Francuzami, ne znam, Turskoj, tako dalje, nego ratovati sa svojim braćama i sestrami ukrajinski narod, koji opet ponavljam u suštini to je ruski, deo ruskog naroda, koji spreman ratovati i još dobil zapadne varužanje i naravno zbog toga sve ide tako sporo i teško. A suština tog rata pokazuje što toj zapad globalistski, on sada samo jak i spreman bolje u propagandi, to je da, a sve drugo imaju duboki krizis. I ih neki vođa, tako kažemo Biden, koji je bil pre, to je dokaz toga što oni, ne znam, ne mogu kažemo što je smešno, ali nema budućnosti. To je to. Tako. Кажа дека ова војна е идеолошка војна, бидејќи ова емисија ќе се гледа, верувам, и во Русија, и во другите словенски земји. Јас како македонец, должност ми е да укажам дека ние македонците идеолошки со ова зло се боревме во антиката. Тоа се римско-македонските војни, каде што денеска НАТО и тој западен свет кажува дека е наследник на школите на Рим и Атина. Значи имавме ние 4 римско-македонски војни. Тоа беа крвави војни и кога римјаните конечно победија, ја пеплосаа Македонија. Значи од Македонија не остана ниту камче, а имаше велелепни градови кои што цивилизациите ги почитуваа, школи, универзитети, театри, колосеуми и така натаму. Таа борба продолжи и во средновековието. Знаеме дека Кирил и Методи го сопреа бранот на германизација на кој што им се закануваше на источните Словени, со ширење на кирилицата, но и на писмото, на Словото Божје.
И таа борба е по мене денеска тоа што се случува во Украина е продолжување на таа идеолошка војна помеѓу Западот, ја ги нарекувам западнатите, тие што се одделиле од Бога, и богословените, односно словените, тие што се во Божјото слово. Ете, ја имаме таа света должност токму да ја браниме, како се вели, душата на човештвото. Русија во 20. век даде преголема жртва во борбата против фашизмот. За жал, Европа тоа не го почитува. Со Европа владеат едни очовечени елити, едни елити кои што служат на темнината, и за жал народите го дозволуваат тоа, значи тоа е со нивно допуштање. Наместо Европа да изградиме како континент на соработка помеѓу западните народи и словенските народи, видовме дека искористија шансата да предизвикаат братоубиствена војна во Украина и на нив воопшто око не им трепнува. Они вложуваат постојано средства затоа што се убиваат два братски народи. Тие се толку плитки во размислувањето да не сваќаат дека на крај цехот ќе го плати Западот, затоа што ние како Словени повторно ќе се кренеме и повеќе нема да бидеме жртва на западните планови, и мислам дека е токму таа и нашата мисија. Тука ја Никола би го вклучил, бидејќи подобро ја владее темата со воените случувања на фронтот, па би сакал да го вклучам, односно директно он да постави прашање, односно и да даде свое мислење за случувањата во Украина. Да, благодарам. Па само чекај. Само тебе, Зоран, накратко дам одговор. Све што ти сада рек, то исто што ја рек. Така да тој још доказ што мы имам исти поглед. Не само мы заедно, као организација Мир, Странка Родина, Македонија покрит Русов и така дале. А сви као славјани. И све што ти рек, то истина. Значи, мы славјани имаем неки свој путь, своју правду и своју цивилизацiju која, опет понавljam, jeste suština tradicionno европейски цивилизации. Tako da nam samo treba manje gledati na te zapadne kvazi vrijednosti koji u suštini laža i sramota i tako dalje. A mi, Bogu hvala, imamo svoje vrijednosti koje odavno od naših baba i deda, baba i deda i odavno iz dubokoj istoriji ide jednim pravcem, jednim putem i nigdje mi od s toga puta ne odlazili, ni lijevo ni desno. Tako da i samo sad, ja mislю, nam treba zajednaca, bići spremnimi za narizak, žrtvu ako potrebna, i nikakvoj zapad, nikakvi sataninski snagi, nikakvi te globalistski snagi, ništo nikada ne uradat protiv nas. Zbog toga što ne postoji tako snaga što bi mogla biti protiv našej slavijanskoj i ruskoj zajednične snagi. Tako da oni pokušavaju se nam ne dozvoliti biti zajedno. Ali dobro, to je put parazita, a naš put uraditi to o čemu mi pričamo. Tako da potpuno s tobom slažemo se. Idemo dalje. Radimo, braća. Radimo. Повели, Никола. Добро, ајде. Ја чисто малце ќе се осврнам на моменталната ситуација околу специјалната војна операција што ја спроведува Русија на територија на бивша Украина или дел од Украина што ќе остане. Гледам Андреево униформа. Чисто ја наметнам оваа тема само од прагматични причини што кај нас народот е заведен преку нашите медиуми за информирање, дали се телевизиски, на радио, сите се водени од еден центар, дури и на интернет, иако таму може да се сретнат различни информации, тоест различни извори, но ние што се на некои официјални портали, на некои
гласила или вестници, сите се гледа во начинот на пренесување на вестите, се гледа до повторување на веста и тоа обавезно доаѓа од еден извор, тоест од западниот извор, кој што е манипулативен и пропагандистички, тоест антируски. Па мене вака лично, јас добро ја познам ситуацијата, секојдневно ја следам, но за нашите гледачи, за нашите браќи и сестри, да чујат од човек што е таму на фронтот, кој што активно зема учество во специјалната војна операција, да ни каже каква е општо ситуацијата на фронтот, дали тоа што го објавуваат нашите квази медиуми, кои што служат со манипулација и пропаганда, чисто да се знае какви се моменталните каква е моменталната состојба на фронтот. Знаеме дека фронтот е многу голем за наши стандарди, преку 1300 километри, тоа е огромен фронт. За Русија можеби тоа не е многу голем, но за наши услови тоа е многу голема фронтална линија. Борбите се многу тешки. Јас ја имам, значи сум прател историски многу војни, ова е малтене дури потешко од Прва светска војна, но што го гледам затоа што имаме учество на дронови, која што беше класична рововска војна. Украинците таму, нажалост, за време на Минските договори се спрема 8 години. Се вкопуваат, чекајќи го денот, затоа што сигурно имале информација дека или ќе биде испровоцирана Русија да преземе Чекор за спас на руско говорното јазично население во Донбас, тоест во Донецк и Луганск, затоа што Киев спремаше геноцидна постапка, налик нешто на Олуја што беше спроведена во Хрватска против србите, или тоа што се случи со македонците во Егејска Македонија од страна на монархофашистичката грчка држава, каде што преку 60-70% од македонците беа протерани преку такви операции. И чисто ме интересира за нашите гледачи каква е ситуацијата на фронтот. Сега е актуелна, тука имаме, нема да ги именувам, некои така наречени експерти, што кога јас ги читам буквално се смеам, но тоа се пропагандистички, за пропагандни цели. Јас се чудам колку се луѓето спремни да вршат манипулација, до кој степен, значи тоа е нешто запрепастувачки. Па Андреј, да не одземам време, да ти оставам да раскажеш, значи сега имаме ситуација во Курск. Мене лично ме интересира, значи знам дека Донецк се водат тешки борби. Луганск се скоро, мислам 90 и нешто проценти ослободен, останува Запорожје. И после ме интересира што ќе се случува со Харковската област, со Днепропетровската и со тоест Одеса, Николаев, не знам како е таму, како им е поделено географски. Како планира Русија, дали имаме најави за преговори, мада после нападот на Курск тоа е, мислам, невозможно, го искаже тоа само лично председателот Путин. Значи војнава, како што гледам, после нападот на Курск нема брзо да се заврши, иако имаше веќе и има премореност кај самиот Запад за помагање на таа војна, зашто реално таа војна ги исцрпе сите 50 држави што помагаат Украина, и Андреј самиот рече дека Русија во Украина војува против целокупниот преку 50 држави. Со Украина таа војна би била завршена за помалку од година дена или за 6 месеци. Ама тука Русија значи покажа голема сила да војува против целиот колективен Запад, од милиарда жители, од преку 50 држави. Така да тоа е луѓето што не знаат дека Русија таму е, значи војува комплетно против странски платеници, не само против
украинците на кои што им исперен мозокот да војуваат против своите браќа, кои што тргнаа во таа русофобија и антируска програма на перење на мозокот. И тоа значи се осеќа веќе замор кај Западот и веќе се бараат решенија кои што ќе доведат до крај на оваа војна, веќе до, мислам, пред изборот на председател на Соединените Американски држави. Мислам дека до тогаш они ќе имаат некои лимити, кај украинците им е даден некој лимит и самите американци кои што се најголеми поддржувачи, кои што ќе се сменат работите, па целиот товар ќе падне на грбот на Европската унија. Па ајде ќе продолжам после, кажи да не те оптоварувам со голема палета на прашања, што мислиш во врска со ова? Ја да ви кажам све што те рек. Тоа е истина и дали дам одговор, значи прва, за те гледаци кои можда не знаат. Ја бил у рату још од почетку, 14 году, када кренала руска пролеđe, ако кто не зна, и 14-15 заедно sa командантом Мозговым и некими другими соборцами. Далее, когда кренула специальна војна операција, како говорят, тако кажемо, а од суштина то отворени рат, глобален. Значит, од почетка радел у едном добровольческом батальону Судоплатова, далее у добровольческом южном корпусу. Други путь, ну и далее сада радимо ту, те задачи, те послови, кои стоят перед русским войском, перед Русией. И кажемо, сада директно на твоje питanje, да, сигурно рат иде озбилни, тешки. Наравно, ако би опет понавljam, ратовали само с Украиной одавно, за неки 2, 3, 4, 5, 6 месеца, пола години, уже би то завершили наравно. Ali zbog вооружања од НАТО, од Запада, то сада све иде како иде. И неки луѓи тако говорат, па зашто Русија така велика не може тако брзо завршити рат на Украини. И то с одна страна тако сигурно изгледа, а с друга страна можемо питај другачи, зашто окупно НАТО пакт заедно с Америкой, која е промишлено индустријално много јаче него Русија, сви заедно и још и користат у суштини око 30 милиона руских, украинских людей, а у суштини то руских војников, значит, направили у суштини цивилни рат и никако не могут ништо урадити. И Русија дае мала неки непријатни моменти, као Херсон, у Харкову, али полако вратала, иде напред и дали напредуе. И у суштини, све што било много озбилно за интерес Русии, то е, значит, ослобоđenje Луганской Народной Республики, из кој ја сада с вами pričamo. Значит, поздрав из Луганской Народной Республики, заборавил кажемо. И сада, надам се, ускоро завершится ослобоđenje Донецкой Народной Республики. Далее, лепо те рек, иде Запорижска область, Херсонска, град Херсон, кој у суштини сада де јуре руска земја која прихвачена Русијей после референдума и сада она нажалост окупирана, али погледачме што биче дали. А глобално Русија напредува. И имам питање како тако заедно НАТО пакт кој имаат заеднични економски савез, војнички вооружања, не могут ни вратити у суштини ништо.
То, что было у початку, некие грешки направлены со стороны Руси, збок коих принуждены были оставить на некий период Херсон или некие другие там українські землі, на кої долазили, значит, то некие грешки. Але у суштины, нигде мы не отышли, где имали глобальные цели. То веза с Крымом, Донбасс, Луганск и так далее. И напреду опять говорим. То, что Украина дошла сада на Курскую область, знаешь, различно говорят, наравно, на мой погляд, то не уреду. А с другой стороны, они нигде, уже месяц не могут, там, 2-3 недели напреду, никако. И Руся кренула, иде напред. И вот некий сад добил информацию от моих приятелей с подобранских штурмовых единиц, кое там уратуют. Значит, освободили još neki 2-3 села за danas. И, значит, puno uništili tankovi, topovi i tako dalje neprijatelja. Uzeli плен неприятеля, nekih vojnikov, dosta. Ja mislim, sutra bit će neka informacija u internetu za to sve, u Telegramu i tako dalje, i oficijalno na nekih informacionih agencijah u Rusiji, tako da čekajte. A što tiče rata na Donbasu, Donbaski front, tam Rusija mnogo jako sada napreduje i to što Ukrajina došla tamo na Kursku delu, znaš, ako globalno tako gledaš, strateški na neki način ispala i dobra ta situacija. Zbog toga što te rezerve koje mi bili prinuđeni uništiti u odbrani, koje oni bili bi u odbrani i bilo bi bolje teško ih uništiti, oni sada došli i nemaju takih lepih pozicija koje bi imali na Donbasu, koje radili 8-10 godina pre. Tako da s одne strane lakše sada ih uništiti, te nekih brigade i rezerve, i na neki način možda to i dobro ispalo. Na Donbasi dalje napredujemo. Luganska Narodna Republika, kako ti rek, sigurno oslobođena odavno, od početka. Запорожский фронт, Херсонский, значит, опять polako, значит, idemo napred negdje, ali to s naše strane nije globalno, ali bitno što nigdje na prijatelj ne napreduje, nigdje. Samo polako, svakako mi idemo napred. Pritisni na njega s naše strane i ne dozvoljajmo mu iskoristiti neke rezerve na drugih dio fronta. Tako da, u suštini, ako pogledaš, za uskoro уже bit će 3 godine kao ide rat, mnoge stvari promijenились, mnogi greški, nad mnogimi greškami napravljene analize, dosta stvar koje bili neprijatne sada u prošlosti i Bogu hvala napredujemo. I što tiče ekonomske situacije u Rusiji, da u suštini izgleda kao nema rata. Tako da s одne strane možda neka to i nervira nas vojnikov, a s druge strane tu je u redu što u suštini u Rusiji nema nikakve nervoze. Znači, tako globalne ideje, civilni život i nema nikakve ekonomske krize. I još kažemo ozbiljno, pa Rusija još i ne počela ništa. Znači, mi možemo puno govoriti što to mi ne slažemo, što nam to ne sviđa i meni lično ne sviđa. Ja mislim treba bolje
активно и радят и мобилизацию, и ратовать, и так далее. Я мыслю, većina vojnikов со мной slažется. Ali, ako pogledaš globalno, pa sigurno Rusija ni pravila još nikakvu suštinu mobilizacije, samo jednu malu u početku i to je to. A rezerv mobilizacioni u Rusiji oko 30 miliona. U suštini znači to samo ništa još nije urađeno. Pa, opet kažemo, znači, da, možda to nije odgovara meni, nije odgovara mnogim drugim ruskim patriotom zašto tako ide, ali s druge strane, to i ne treba Zapadu i zapadnim tem snagam, bit će mnogo oduševljeni zbog toga što mi, Rusije, sada radimo, kažemo tako, možda na neki, pa u suštini sigurno neki 1%, tako, ne znam, 2-3 maksimum, tako, 5, ne znam, nema toga. A oni zajedno, уже došli neki krizis ekonomski i im уже nedostaje oružanja za svoje vojska, a što tiče Ukrajine, to ne postoji nikakva država, ni kao nacija, znači uništena zahvaljujući tomu ratu do kraja. Uništena i ekonomski, i fizički, i psihički, i znači sigurno još ako tako krene dalje, znači ja ne znam što ih tamo čeka uopće. Znači nema ništa, znači u njih уже ekonomski i sa struji problemi, ali opet kažemo, Rusija još pokušavaca začuvati civilni ljudi koji живут u Kijevu i drugih gradах. Od prilike. Neka selo, da, neki grad, Časov Jar i tako dalje, neki drugi, gdje napreduje ruska vojska, teško. Mi sa svoje strane i treba to, uništiti ih brodovi. A mi to ne radimo zbog toga što još u nekih selah postoji dalje neki 100 starih bakdek i tako dalje koji ne otišli. Možda oni uopće nas ne čekaju, što najbolje vjerovatno, ili ne znam. A mi zbog njih pravimo sami sebi probleme i zbog toga ide sve mnogo bolje sporije i bolje teško i zbog toga imam mnogo bolje žrtv nego bi blokirali skroz dolazak rezerva neprijateljskog. Ali puno imam dokaza gdje Rusija tako humanno radi, što s одной strane, što tiče vojnikov i tako realne situacije. Ne znam treba li to uopće zbog toga što u suštini to je smešno. Ali zbog nekog humanizma, kako mi govorimo, hrišćanske vrijednosti, mi pokušavamo se začuvamo civili kojih sama ukrajinska država ne pokušava se začuvati. I naravno zbog toga sve ide mnogo bolje spora i bolje teško. Pa isto tako, ako vi znate, Beograd u Drugom svjetskom ratu, kada oslobođali Beograd, Crvena armija rekli što ne treba koristiti teški topovi, avijaciju i tako dalje, zbog toga što začuvati grad naših prijatelji. Pa ja iskreno mislю, u toj momentu bilo pametno urađena i to je imalo smisla. I sigurno zbog toga poginulo viši broj vojnika Crvene armije nego moglo ispasti ako bi ratovali skroz. Znači, koristili sve teške varužanje koje je imala Crvena armija u toj momentu. Pa isto sada neka slična situacija. Ali je samo razlika što to bil grad kojem bilo dosta ljudi koji sigurno možda i čekali ruska vojska, Crvenu armiju, a sada tamo, ne znam, ako i postoje, govorim, neki 100 čovjek tako, i to ne znam
postoji ili ne, ali taka neka informacija i samo zbog njih ruska vojska не ратует максимально на sve svoje snage koje imaju. To je realnost. I mnoga druge stvari koje Rusija mogla bi uraditi i odavna situacija bila mnogo bolje u ratu, ali mi tako ne možemo raditi zbog toga što svakako i dalje gledamo na ukrajinski narod kao za naše braće i sestre. Може не за svih, naravno, ne gledamo tako za nacistov i nekih kretenov, ali gledamo tako svakako na civilov i gledam даже tako na vojnikov koji, nažalost, prinužen ratovati u ukrajinskom vojsku. I dobro razumem što ni svaki iz njih, možda i većina, ne želi toga, ali, nažalost, prinuženi. Tako da svakako, iskreni kažemo, ja i drugi vojniki, svakako gledam na, kažemo, neprijatelja sa neka žalostju i nema toj agresije koju bi mi imali ako bi ratovali otprilike s anglosaksami. To bila bi sreća. Ali nažalost anglosaksi te taki smradovi koji napravili nam toj civilni rat kao napravili u Jugoslaviji. Pa i svuda tako. Tako da zbog toga sve ide mnogo teško. I naravno te zapadne medije, te lažovčine, kako kažemo, neki novinari zapadni, naravno oni to ne kažu što ja sada rekao. I naravno oni budu kažete kako imaju veliki uspjeh nešto u Kurskoj oblasti ili u suštini, to je sramota i smešno. I naravno to nije u redu što tako ispala za Rusiju, a s druge strane, ako pogledate globalno u toj rat, strateški, pa na neki način je mnogo dobro ispalo tako. I oni pokušaju sada nekad stopirati naše napredovanje na Donetskom frontu, svakako nikako ne mogu, tako da pogledat ćemo što biće dalje, ali naravno za njih ne biće ništa lepo. I dosta ljudi sada govore kao neki mir, neki tamo dogovor, nešto čekaju kada dolazi možda ako Trump biće predsjednik u Američkoj. Pa i ja i mnogo drugih ljudi, i vojniki, i političari u Rusiji, iskrenje prva, broj jedan. Mi skroz ne podržamo nikakvi переговори s neprijateljem do završenja tog rata koji ide 100% pobjedaj Rusiji. To nema smisla nikakve sada primirjenje, nikakvi tamo dogovore zbog toga što to rat opet krene kasnije i bit će još gore. Tako da treba završati sada, želimo, ne želimo svakako. A s druge strane, iskreno kažemo, mi i ja direktno mislю i ne bit će nikakvo primirjenje zbog toga što je to nemoguće. I ako ono bit će na neki način, ja iskreno даже sada ne znam kako to moglo bilo bi realno uraditi, zbog toga što tiče s naše strane, daleko sve je došlo, i što tiče Ukrajine koja nije subjekt politike, to je skroz marionetčna država koji upravljaje, koju koristi Njemačka, Englezi, Američka za svoje interese, zapadne ukupno. Tako da s njimi ne možeš pričati. I to predsjednik Putin rekao nekad pre, što može neki dogovor i može nekad s nekim, ali ne možeš imati dogovor s tими ljudmi koji u suštini i nemaju mogućnosti pričati o tom dogovoru. Znači, to je cirkus. I još oni došli na Ukrajinu kao pokušavaju sada nešto uzmeti sebi, na Ukrajinu, izvinjam se, na deo Kurska oblast, deo tamo, Ukrajinci pokušavaju se, znači kao nešto, oni dobili sebi neki pozicije s kojim bit će im lakše
pričati sa Rusiji. Znači, to je smešno, to je prosto smešno. I ne treba gledati lažnu zapadnu propagandu. Svaki čovjek može slobodno pogledati za toj 2-3 nedjelje, mjesec, za koju ukrajinska vojska uzela neki 30 sela tamo u Kurskoj oblasti, Kurski deo Rusiji, pogledajte na mapu i pogledajte koliko Rusija svaki dan uzme i ide na Donetskom frontu. Tako da bit će mnogo jasno kako realno ide to je rat. A Ukrajina ne može napraviti nigdje nikakve sigurne pobjede i zato prinuždjena napraviti samo informacijone neke pobjede, propagandistski. Tako da, moje mišljenje, rat ide dalje. Rusija, Bogu hvala, napreduje, teško ali napreduje. Bogu hvala, unutri Rusije, unutri vojska i dalje ide čistka, svaki lopovi i neprijatelji koji bili u vojsku, sada u zatvoru i dosta stvar koji stali mnogo bolji nego pre. I ako bi nije ispal tu rat, pa sigurno Rusija mogla bi završiti kao, no tako kažem, kao neki primjer, kao Vizantijske imperije, koja je nekad bila mogućna, imala snagu, a poslije bila uništena zahvaljujući lijepom životu. Tako da i Rusija, znači sve bilo u redu, ekonomski sve, ali dosta stvar bili ni u redu, ali izgledali sve kao u redu. I zahvaljujući tomu ratu, dosta stvar sada promijenili u tu stranu koju je potrebna. Tako da bolesti, kao kažemo, uništene, ni do kraja još, ali idemo tem pravcem. Vojska stala mnogo bolje jače. I opet kažemo, sada ruska vojska, to je jedna vojska u svijetu koja ima takoj stav vojnički, koji ne ima nikto. Zbog toga što 3 года rata mu sigurno u savremenom ratu 21. vijeka, mnogo ozbiljnom i jakom, koji ni postao poslije drugog svjetskog rata, tako da tako stava nema ni jedna vojska u svijetu, samo možda još ukrajinska naravno, ali to u suštini nije tako ozbiljno. A što tiče Rusiji i kao država i kao vojska, naravno dosta pojačala zahvaljujući tomu ratu s druge strane. Tako da, ako gledam filozofski na to rat, ne samo imam neke ubitke, ali dosta dobrih stvari koje je urađene. Nadam se dalo odgovor. Да, sve je bilo dobar. Не знам дали имаме уште време. Па, може уште некоја минута. Па ајде уште на кратко. Јас сакав ова сега западот. Јас по моите анализи што пратам. Ја сметам, мислам дека Русија стратешки го победи целиот западен воен механизам, па дури и економски во Украина. На стратешки план, збориме долгорочно. На краткорочно они сега прават некои обиди да се стабилизираат, но повеќе тонат во таа помош спрема Украина, која што ги чини многу 10-кратно повеќе отколку што ја чини Русија. Русија сепак е огромна држава со голем потенцијал на ресурси, со голем потенцијал на производство. Например, ја читам например еден Der Spiegel денеска имаше изјава, германскиот весник Der Spiegel, што например Германија и целото НАТО на куп произведува 5 до 10 пати помалку, не знам сега точно да не ме фаќаш за збор, помалку отколку што произведува Русија во наоружање. Например, не знам, они испоредувале ако треба да војуваат со Русија, ќе им требат 100 години да се вооружуваат со ова темпо како што произведуваат денес оружје. Значи, нешто што е доволно укажува на тоа колку е Русија
мокњаво тој поглед, нешто што можеби го наследи од Советскиот сојуз, што нешто што и во голем дел го унапреди и го модернизира. Значи тоа ми е мене битно, значи да знае нашите браќа сите Словени општо, тие што ќе гледат емисијата, што треба да се разбудат од тој англосаксонски кошмар кој што не владее преку матрицата на материјализмот и материјалистичкиот начин на живот, преку дебелото црево, а не преку духовноста и идеологијата за идните генерации да бидат нормални и здрави, затоа што ние имаме напад на традиционалните вредности. Тоа е веќе некои планови кои што влагаат во други теми, не се само словените, тука се пред се што каже и белиот човек во Европа, цела Европа има проблем. Но во Русија глобалистите ги искршија своите заби затоа што сакаа да ја скршат Русија и да ја уништат последниот бастион од Европа, затоа што нажалост луѓето ставаат равенство меѓу Европски сојуз или Европска унија и Европа. Тоа се две различни работи. Русија е дел од Европа, но не е дел од Европскиот сојуз, кој што е таму почнал како економски пакт помеѓу Франција и Германија после Втората светска војна и после се приклучувале другите држави, воглавном заради тој гол чист материјализам. Пак ќе кажам, каде што нажалост денес нашите политички лидери кои што ја водат Македонија во погрешни патики, но сепак географски сме ние изолирани и не можеме да сториме нажалост ништо против тоа, додека не се сменат некои токови околу нас. Но тоа се други теми, друг пат ќе ги Мене ме интересира, значи, долгорочно гледано, што ќе се случува, како мислиш ти, со Европа, со Русија, со Украина, исто е интересно што ќе се случи, затоа што Украина не може вечно да војува, еден ден мислам дека тоа ќе се сруши како кула од карти, затоа што таму има големи проблеми украинската армија со мобилизација, големи проблеми со моралот, големи проблеми со логистика, од она што следам. Луѓето буквално се фрлени на милост и немилост да гинат за да задржат некоја позиција некој ден повеќе. На крајот тоа се знае дека не можат вечно да го држат затоа што едноставно бројките не одат во нивна полза. Сепак да, ти кажа, Русија многу споро движи заради хуманиот начин на учество во оваа војна, затоа што сепак тие се генерално општо украинскиот народ сепак се наши браќа и сестри, не можеме заради мал број на идиоти, глупаци и западни марионети да страда, нажалост страда целиот украински народ, но не можеме да ги гледаме сите со исти очи. Што мислиш, што ќе се случува, например, откако, до каде ќе застане Русија? Што мислиш, дали Полска е можно да се вклучи во оваа војна? Дали НАТО прави планови преку овие вежби сега што се одвиваат на целата линија на фронтот, па дури нешто околу Калининград се одвиваат некои чудни активности, поготово од Полска, околу Белорусија, повторно од Полска, нешто Балтикот тука. Тие се многу малечки, но највеќе лајат, што е многу смешно. Тие се дури на ранг на Македонија, смешни држави, по 1,5 – 2 милиона луѓе, а мислиш, највеќе лајат како мали кучиња. И мене ме интересира, што мислиш, како ќе се одвива на геостратешки план, каде ќе се скрши тој запад во Украина, кога ќе се скрши, што мислиш, како ќе се случува тоа? Па прво кажемо, много драго, захвалjujući tomu ratu, Rusija je završila, možda još ni do kraja, završila i sa Evropska unija
i s anglosaksami svaku saradnju. To je mnogo bitno. Druga stvar, mnogo lepo što Rusija sada krenula na mnogo jaku saradnju sa Kinezami i s Iranom, Indijom, Sjeverne Koreje, Vjetnam i tako dalje. To za Rusiju mnogo bolje nego saradnja sa Evropskom unijom. Neki govore što tako znači idemo u Aziju, ali kako znači evropejci, zašto mi ih tako ostavili? Nikomu mi ne ostavili sve te evropejci koji pametni, koji patriotski orijentirani, proruski, koji orijentirani antiglobalistički, koji orijentirani za tradicionalne evropejske vrijednosti, koji orijentirani za svoje nacionalne interese. To svi ljudi i dalje zajedno sa Rusijom. I tomu dokaz što stranka Alternativa Germanije sada dobila mnogo posta na izborах u Njemačkoj, u Francuskoj isto tako продолжuje, to je rat, sukob, borba francuskih patriotov protiv globalistov, Макрона i tako dalje. Isto tako u drugih zemljah Evropska unija mi vidimo. Tako da ništa Rusija nije izgubila, ali dobila. A dalje kažemo, уже reki, još ponovljam, znači mnogo negativnih stvari koje Rusija sada unutrašnji svojoj borbi uništila, promijenila. To je mnogo dobro. A što tiče toga kako dalje biće sa Ukrajinom, kako dalje biće sa NATO, pa znaš, možda različite govoriti. Realno nikto ne zna kako biće. Samo jedno kažemo u završenje naše priče. 100% izgleda tako što to je rat koji je krenuo na Ukrajini, sada mnogo pojačal u svetu, sigurno sada došlo u sukob globalni među Rusiji, globalizmom, Kine, Amerike i tako dalje. To je s jedne strane i s druge. I lepo te reći što neki taki mali države kao u Pribaltiki, neki drugi, i Poljska naravno direktno kao država, kao vlada, tako kažemo, pokušavaca nešto uraditi za interese američki, ni za svoje, a za američki. I sada mnogo stal bolje vrući toj konflikt, toj sukob, toj rat. I mi nedaleko od toga, što bi toj rat sada krenuo kao i drugi svjetski rat, koji u suštini уже ide kao nešto kao treći svjetski rat. Možda nije baš još 100%, ali nešto уже tako izgleda. Možda oni ne biće najkularni, zbog toga što je kraj to za svaku državu. Pa s druge strane, 100% ne možeš kažeš i ne. Zbog toga što, kako izgleda zapadni svijet poludio. I Rusija sa svoje strane od početka i dalje pokušavaju se nekad s jedne strane odbraniti svoje interese naravno, a s druge strane nekad završiti toj sukob i ne dolaziti u neki bolji vrući sukob, iz koje možda nikto i ne izlazi na kraju pobjeditelj. A te zapadni kreteni, globalisti, pa oni naravno pokušaju se tako nešto napraviti. I još problema što otprilike Engleze i Američka, oni ni u Europi. I oni nešto tako planiraju i gledaju što možda biti negdje dalje tog vrućega rata. To naravno greška, ali tako ima neke svoje cilje. A što tiče Evropske unije i okupne Evrope, pa je vidimo i Scholz i tako, znaš, s jedne strane oni govorят za neku podršku
Украjini, a s druge strane, naravno, oni razumeju što to može završiti za njih katastrofom. Tako da ne znam što bi će dalje, ali 100% kažemo što rat stao mnogo bolji i vrući. I sada уже dolazят iz zapada neki dobrovoljci, ih puno iz Poljske i neki drugi, anglosaksonski. Naravno, i s naše strane dolaze dosta dobrovoljci, sotnji tamo, iz različitih stran svijetu. Iz različitih stran svijetu. Dosta dobrovoljci dolaze. Neki raduju bolje, neki manje, super tako, kažemo, profesionalno, da. No svaki dolazят, pokušavaju se nešto pomoći ruskom vojsku i Rusiji okupno. Tako da, rat sigurno stao mnogo bolje vrući i kako bi će dalje i što bi će, naravno, teško kažeš, ali 100% znam što mi ne možemo gledati sa strane i čekamo kako to biće urađeno bez nas. Tako ne postoji tako pitanje. I ja bi to rekao i makedonskom narodu i drugim narodom i ljudima koji budu gledati u Europskoj uniji. Ako vi želite imati tradicionalne vrijednosti, ako želite imati normalni život koji je bil pre, koji imali vaše baki, deki, tati, majki i tako dalje, tako da ne možemo mi i vi, naravno, i mi zajedno, nešto čekamo, kako nekto dolazi i uradi nešto za nas, treba i sami mi radimo. Ako ne radimo vojnički, ako ne dolazimo i ne ratujemo, znači možda treba otvoreno pokažemo kao i vi, rodina Makedonija, pokaže neki svoj stav politični protiv toga globalizma. I kako ja už danas rekao, ne treba plašiti neprijatelja. Bolje neprijatelj pust plašit nas. I 100% ja siguran na kraju pobjede bit će za nami. To nije samo taka lepa i slatka rečenica, to je sigurno tako. Ne može biti nikako drugačije. Tako da druga pitanja kako bit će to brzo i kako bit će to lako ili ne. Ali pobjeda naravno bit će i to je, mi vidimo kako ide sve, koji s naše Bogu hvala strane, sa strane neprijatelja. Pa sigurno vidiš, to je s koje strane Bog, s koje strane istina, tamo i pobjeda. Tako da to odavno mi znajem to i vidimo što sigurno tako ide. Ali svaka pobjeda ne može biti dostignuta lako. Treba što bi svaki narod koji ratuje za tu pobjedu bil dostojen toj pobjedi. Prihvatil tu pobjedu, razumel tu pobjedu. Чтобы ta pobjeda prošla čez njego dušu, srce, mozak, čez jeho porodicu, чтобы čovjek promijenil neki svoj stav. Чтобы čovjek prihvatil sam sebi kao čovjeka, a ne neku stoku. To je, mislim, celj neka globalna božestvena. Tako da idemo tem pravcem i sigurno pobjeda bit će za nami. A što tiče nekih antiglobalističkih snag, političnih u Europskoj uniji, samo možem, kažemo, treba, braća, pokažemo naše mogućnosti otvoreno. I naravno, zahvaljen vam za toj razgovor koji danas smo imali s vami zajedno, za mogućnost, kažemo, neki dio tu istine, koji realno ide u ratu, za pokret Rusov i za našu saradnju koju davno imam s vami zajedno i s drugimi slovenskimi narodami i pokretnimi organizacijami. I nadam se i dalje budemo tako ponekad popričamo. To je sigurno interesantna naša saradnja ne samo u Makedoniji i u Rusiji, a i drugim Slovenijam 100%. Kao i Poljaci kada rade svoje akcije, to ima dosta veliki efekt pozitivan u svijetu za slavijanski neki organizacije koji proruski, antiglobalistički orijentišani, koji podržat pokret politični Rusov. Tako da želel bi, što bi nekto
некто, ако ви то желите, ако спремни, као независни политичари од странки Родина, Македонија, дошли би на неки 2-3 недели, погледали би ситуацiju у Донецку, Луганску, Крыму, Севастополе, Мариуполе, као Запад говорит украинска пропаганда, као там у Мариуполе све унищено и тако далее, а у суштини град добра, можна још не 100%, али функционишит како и пре, ураđena нови згради, поликлиники, больницы и тако дали. Значи, треба то све дојдеш и погледаш сам. Тако да било би интересантно, зачекали би ми вас с задоволством и тако ја официјално зовем вас, ако некто биче спремен и буде имат желју долазите официјално као од Родина Македонија, погледај то, било би много добро, као и пред долазили неки код нас, тамо Серби и други странци. Тако да долазите, погледајте. И треба ширити ту истину, чтобы свет знал како реально изгледа ситуација. И хвала, још кажемо, за и вашу поддршку у тому сукобу кој Русија сада имаат. Тоа е много драго за руски народ и директно за мене. Хвала, с Богом, победа биче за нами и радимо брајаца наравно и далее. И на крају кажемо, надам се, добро причал, по-српски и македонски народ не биче љут и разумеет мене што ја рекам. Хвала. Бог со нас, победата ќе биде наша. Ти благодарам, Андреј, на обширното излагање. Нашата цел е пред се вистината и ти директно од место ни ја пренесе, бидејќи таа западна глобална пропаганда условно е силна само во пари, но кај луѓето веќе се подобро ја препознаваат и веќе полека се префрлаат на онаа страна, на нашата родоверна, вистините. Се надевам дека ќе те имаме почесто во родински разговори, бидејќи директно од терен сепак е најдобро да се добиваат информациите и ти благодарам на поканата да ги посетиме новите руски републики и се надевам дека таа посета ќе ја оствариме. А во суштини, бато, тоа е стари руски республики. Ти, Никола, ако сака да... И од мене благодарност за учеството во родински разговори. Мислам дека добро ги почнавме, ќе имаме плодна сезона, плодна година на работа. Нашата цел е пред се будителство и просветителство, како што вика нашиот нов председавач Томче Ширков. Тоа му е многу добро. Значи, најбитна работа е да се шири вистината, затоа што таму е победата, таму е правдата. Сите овие западни непријатели кои вршат манипулација, кои вршат индоктринација, кои едноставно ги уништуваат словените, веќе низ милениуми ние сме на удар. Еден ден ќе заврши, тоа мора да заврши со наша победа. Многу е битно да се разбудиме. Но и се надевам пак имаме можност во некој нареден месец да имаме пак да ни бидеш гостин, интервју да споделиме. Не е само војничкиот аспект, тука и филозофскиот и духовниот аспект. Како што Русија се препородува, се едноставно, како се вели тоа, едноставно се дава надеж и кај другите народи. Едноставно се препородува по сите начини, зашто и таму беше зафатена преку тој западен либерализам и неоглобализам, кој што имаше негативен импакт изминативе 20 и нешто години во Русија, додека не се стабилизираа малку работите со доаѓањето на власт на председателот Путин.
Иначе и сега со оваа војна, што е пак ќе речеме не против Украина, туку против целиот колективен запад, Русија веќе е јасно дека не може да биде во исто друштво со тие што сакаат да ја уништат и затоа веќе прави свој руски свет, свој словенски свет. Многу е битно македонците да ме сватат кога ќе кажам зашто ние не дека фаворизираме, но зашто одлучивме да имаме соработка со нашите руски браќа. Пак ќе повторам, може сум кажал претходно или вака во неврзан разговор, Русија е единствената слободна словенска држава. Таа е единствената силна нуклеарна сила словенска држава. Таа е единствената држава која што може да ги ослободи другите Словени од западното англосаксонско робство, кое е прво ментално, не е физичко, туку е ментално, преку образование, преку начинот на живот, преку тој материјализам манифестиран во секојдневниот живот, преку нас едноставно веќе сме програмирани да размислуваме, функционираме по таа западна ментална матрица. Бога е на најниско ниво, све што е Содома, Гомора, отпадништво е на највисоко ниво и луѓето не го сваќаат тоа затоа што имаат матрица на дебелото црево за преживување, значи тоа им е најбитно во животот, не размислуваат што ќе прават нивните деца, внуци, правнуци. И тоа е тоа. Го исклучи Андреј? А не, тука е. Добро. Ти благодарам. Никола. Да, добро. Никола. Нам, исто као и мы потребни вам, тако и нам, руском народу, нема везе што Русија не е кулярна држава, економски имаат снагу и така дали. Свакако е нам потребна и поддршка наши браќи и сестри славјани сви заедно. И нам треба та поддршка у тој борби унутрешни кој е против тех исто прозападних издајников, коих нажалост доста, од Јелцин и така дали. Така да, с одна страна, а с другой страна и вообще нам треба биće заедно због того што мы, браќа и сестри славјани. И Богу хвала идемо тем правцем и како звучит наш девиз у покрету Русов, то е словенска сонце долази. Дај Боже. С Богом напред, браќа и сестри. Бог с Господ нами, напред. Господ напред. Спокојна ноќ, Андреј, поздрав до русите од Луганск и до следно видување. Добра ноќ. Поздрав, све најболе. Поздрав, до свидание, поздрав. Николаеве, успеавме, значи, директно од терен, од Луганск, да дадеме едно светло на случувањата, нешто што ние од првиот ден и го говоревме за Украина, додека новинарски славни пера кажува дека русите со мотики со лопати се распаѓа Русија, Путин е готов и така натаму. Беа. И сега ги менуваат тие темите на нивните подкасти и видео вако обраќање, дури и овие сериозни, условно кажано, национални телевизии кои им беше изразена пропаганда, нешто украинскава криза ја ставија таму негде после проблемот со кучињата. Интересна е. Па интересна е уште, види, Пропаганда. Украина ја немаше на телевизиите па едно добри неколку месеци, се додека не се случи нападот во Курск. Да. Најнаш стана интересна тема. Добро, претходно беше покривана темата. Знаеш што Тоа наратива у цел свет беше што глобално. сам ти споредам. Во израелско-палестинскиот конфликт сега имаше некоја доза на објективност. Прикажува, може би повеќе за израелската страна, што е нормално, затоа што сме сепак ние држава сателит на Соединените американски држави, класичен вазал. Но дава и нешто, например, за палестинците. Нешто фаќа, например, 30%. Што имаат да кажат таму некои структури на палестинскиот народ, дали
не знам, Фатах, Хамас таму што кажале, како кажале. Значи имаше некој каков таков привиден објективизам. Во оваа руско, украинска, тоа беше 100% еднострано. 100%. Сега нешто почна, малце ме изненади фактот што, например, почна да го цитираат што кажал Путин, што кажал Песков, што кажал Шојгу или не знам, не е битно. Нема што да прават повеќе на терен. Тоа немаше. И многу тука интересни новинарчиња, со мало Н, квази новинарчиња. За кешче. И интересно што професорчиња на некакви универзитети за безбедност, големи аналитичари, не знам што се многу во безбедноста стручњаци, кажува многу глупости, нажалост. Имаме уште такви пациенти што кажуваат глупости, некои што се поинтелигентни прекинаа да кажуваат, затоа што изгледа и они биле лажани таму кај што читале или некој ги информирал погрешно, па сватија дека не е така ситуацијата како што е. Ние вака како родина нешто приватно и луѓе што ова, пробавме да ја шириме вистината, пробавме да им даеме линкови, сами да се информираат. Не ние да ги сами да земат да се информираат. Сам да земе да направи проценка. Сам значи да направи анализа. Тоа е небитно човекот. Како кинеската поговорка, не му даje риба на човекот, научи го да лови. Овде исто. Научи го човекот да размислува, да прави анализа, да мисли со своја глава, за да не прима све што ќе му се презентира на масовните медија, што е. Затоа што тук тоа се корпорацијски инструменти, алатки на некои центри за креирање на јавно мислење, за перење на мозок. Не се тоа медиуми за информирање, тоа се медиуми за пропаганда. Точно, за манипулација и за перење на мозок. Никола не е проблем, например, што знам, CNN да си отвори филијала во Скопје и да биде CNN Скопје и да си ја пушта таа пропаганда. Има филијала, сите овие наши национални му се филијала. Они CNN го цитираат, они не земале една руска телевизија. Они дури ги забранија, цензура направија. Кај Курс кога ја спомна, баш ги следев насловите и на глобалните медиуми и на локалните во балканските земји. До запирка исти текст. Copy-paste. Copy-paste. Значи, в 2 сата се бајле таму негде се прави наративата, се пушта локално и готово. Еве, само, нажалост, не кажа дека за овие колку се таму, 3-4 недели, има до сега преку 11.000 мртви украинци. Од 6.000 негде, вкупно што тргна. Преку, скоро, еве, нема да спекулирам, ама преку 11.000. Една петина изгубија. Изгубија, не знам, воена техника, тоа, елитните, 80 тенка изгубија. Оние со воено искуство, бидејќи од Донецк, ги пренесоа горе. Тие се малце по, може би дел некој, зашто они ги чуваат тие, може тие најнацистичките, најспремните единици малце тука околу Киев, па овде пуштаат обични смртници да гинат. Претежно изгледа насилно мобилизирани по улици, зашто има видеа. Се користат со тероризам, класичен тероризам. Тоа е држава што спроведува тероризам, значи напаѓа цивилни цели, напаѓа пазари, напаѓа згради, напаѓа Русија, например, он каже многу добро. Он има многу жртви заради тој хуманитарен ова. Да. Русите, значи Ова војна цивилните жртви се само да знаат гледачите, Русија на пример има човечки потенцијал од 30 милиони војска. Русија во моментално во Украина користи 500 до 600 илјади. Тоа не е ни 2%. Значи, ако Русија сака да ја уништи Украина, Русија ќе уништи до последно камче. Има воена, значи не користи 100% од својата воена техника, користи повторно 10, 20, не знам колку посто. Тоа го кажале аналитичари, што знаат. И западни, што се реални, објективни. И руски. Значи, ја ги следам изворите да видам како што, значи, има и на Западот, мене ме радува што има доста и генерали во пензија, амерички и други, што се многу пореалистични, кажува дека Украина е веќе нема готово, мислам, шанси, нема никакви.
демокративе во Америка ќе пукне оној пропагандниот балон што е создаден и реалните факти ќе излезат бидејќи не може веќе да се криет. Види, таму ако не направат пак намештајка како со Бајден, затоа што тоа што беше најфалсификовани избори моментално во светот. Ја мислам у Пакистан или не знам, сега да не навредам државата Пакистан, е да речеме некоја племенска заедница од некое село, од некое не знам, ајде, на планетава Земја, некое зафрлено место, немало такви груби нарушувања на изборниот процес. Таму имаш држави кај што не покажуваш лична карта, значи гласаш онака. Тука они воведоа со тие емигранти, значи ги носеа на гласање, преку пошта гласање. Тоа беше класика крадење, но тоа беше таму елитата уште deep state, многу силна. Трамп не можеше тука нешто многу. Но и да победат демократите преку Камала Харис, Америка ќе се најде во уште подлабока внатрешна криза, затоа што ова што она ја помага Украина се одразува во внатрешно во Америка, затоа што они сега плаќаат трилиони на камата на долгот. Не на долгот, на каматата на долгот. Не само тоа, Никола, Тоа го каже, го прочита Елон Маск. Неинтелигентно е вода државата. Они имаат негативна селекција на кадри, нешто што го применуваат и во самата Америка. Имам пријатели што се во Америка, вика, не функционираат веќе социјалните служби како кај нас, што не функционираат. Социјалното, здравственото, пензиското, кога ти треба документ, не функционира државата. Тоа е, јас ќе кажем пак Содома и Гомора. Класи. Они се веќе, она Римската империја пред да падне, Содома и Гомора. Они предпоследен стадиум во Содома и Гомора. Каде што имаш ти, значи еден распад внатрешен на системот. Они се многу мокни, да, но они не можат да го преживеат тој психолошки распад натрешно на друштвото, на општеството. Они имаат морален, не економски толку, они можат, имаат фабрики, имаат не знам све, но не можат они внатрешно 330 милиона, не можат внатрешно, кохезивно да го издржат тој внатрешен, што најверојатно може да, ја пак ќе кажам, има шанси, например, таму за многу мала искра да дојде до граѓанска војна, ако, например, сега овие избори ќе бидат интересни, или луѓето ќе речат ќе си одиме од овде, или ќе речат чека ќе се бориме ова да го смениме, или ќе не знам што ќе се случи, нешто, у секој случај, со Доналд Трамп можеби имаат шанса да се стабилизираат некако од овој хаос. Мултиполарниот свет да се престрае. Камала Харис е... Камала Харис... Види, женски Џо Бајден. Тоа е негативната селекција. Таков IQ, такво клештење, такво церење, такво неартикулисано појавување. Тоа само покажува на кое ниво е таа Америка. И таа е магнет за такви исти и тука локално. Тоа е, види. Гледам радосни тука славни. Зашто јас сум против таа демократија? Ако земеш ти кој гласа? Мнозинството на тие, ако им го земеш IQ-то и како се они испрани преку тие, значи све е у еден концепт, па таму ти да одиш на универзитет по тие колеџите да им поставиш најосновни прашања од географија, од историја, од било што, од јазици, они поима немаат. Они не знаат на карта да ја покажат Америка, а не па другите држави. Да се вратиме на она почетното како ги започнавме овие родински разговори, нашата соработка со Русов. Многу често во коментарите, во дискусиите ми кажуваат, абе само говорите, ништо не правите. Само зборите, само емисии правите, кажувате како треба и така натаму. Ретко кој, освен тие што не познават директно, не го гледаат нашето сработено. За да дојдеш ти до контакт со меѓународна организација, од тип како што е Русов, за да воспоставиш ти соработка,
Тоа се месеци, години, континуирана работа, при тоа да ја вклучиш Македонија со целовитоста на својот идентитет и култура, каде што стрикно им кажуваш дека името е Република Македонија, не доаѓа во предвида на словувате како Република Северна, дека нашата историја славно од антиката е дел од севкупната славјанска култура и цивилизација, да имаше во соработка со нас Андреј активности во Русија, каде што директно ни даде поддршка во многу руски градови за нашето име Република Македонија, со надписи и мајци. Значи, една голема земја како што е Русија, успеавме да ја воспоставиме таа соработка и при тоа да бидеме почитувани како рамноправен партнер. Тука го видоа и нашите гледачи во живо. Тоа не е само говориш, лежиш, пиеш и не знам што, како што добар дел од нашите соговорници го мислат, вие само разговарате. Тоа е дел, бевме и во Белград, бевме дел од организацијата од настапот на тоа сесловенско собирање. Короната не прекина, имавме планови во Охрид да го направиме истото. Тоа се поремети сега па со војната во Украина и така натаму. Таму преведувавме од бугарски на српски, ако ти текнува, токму македонец, и јас преведував кога бугарите говори. Значи, таа теренска активност и некој мисли, знаете, добро, тоа што сега си запалил кола, си отишол во Белград, таму си зборел, си плямпал нешто, си говорел и све се релативизира кај нас. Што сте направиле политичка партија Родина и што сега со Родина, што правите? Ја говорите вистината, 140 емисии направите, па што ако направите? 10 протести против се што е зло, е добро да сте се собрале, сте земале звучник, микрофон. И кај нас влада една умоболна, ретардирана, паразитска, антимакедонска матрица, каде што све што се прави се гледа во некој негативен контекст. Зашто? За да господинот ја заштити неговата комфорт зона, да може да лежи и да плюка тоа не чини, ова не чини, Зоране, тебе зашо овде фризурава нешто не ти е средена, влакненцава ти се гледат, ај среди се таму, немој да телевизија се изгледа. Една глупа матрица, која што ова општество го потонува надоле. Велото, немојте бидете малку покоректни, па малку гланцајте овон. Па чекайте бе луѓе. Ние велиме дека македонецот 75% бил проруски ориентиран. Добро, дај да видам во собранието колку пратеници имаме, 120. Од тие 120 пратеници колку се евроатлански? 112 или 113. Па ти што мислиш пред меѓународната сцена? Него го интересира ти дома што си размислуваш или во тоа летот или што сонуваш, он ја гледа фактичката состојба на политичката сцена. И ние токму на овие избори сакавме истото да го постигнеме, да влезат нови сили во собрание и што ни рекоа, вие сте мали, ние ќе гласаме за ДПМН и ние им рековме ДПМН ќе ви излаже во 100 дена. Не во 100, во 30 дена ќе ви излаже, тоа што го говоря и си продолжува таа матрица за жал. Вака сега ќе кажам за тие што зборат, што правите, значи што правиме, ние нешто правиме, па макар и да кога говориме нешто правиме, тие ништо што не прават, највеќе го зборат тоа. Ние барем толку нешто од нешто правиме, можеби колку ќе можеме и поише ќе направиме. Тоа е, мислам да не го, тоа е дегутантно сега да го опширно да го опфаќам ментално. Проблемот е, јас пак ќе кажам, значи ние сме индоктринирани 30 години со музика, значи во секоја сворна во секоја пора на општеството ние сме индоктринирани спрема тој запад. Индоктринирани, значи сме пораснале со тој ова. Кој што не довел на ова денешно дереже, кај што имаме поголем морталитет од наталитет, имаме катастрофална појава на растурени семејства, значи на 300, значи све што е една деструкција на општеството, што може да се случи, све тоа дојде од западот преку тие нивни шарени ова. Сега ние како
луѓе прво, како македонци, како припадници на таа славјанска фамилија на народи, кај што говориме на па дури и да не сме да кажеме генетски, ние припаѓаме културолошки кон тие народи, прејазично, културолошки, фолклорно, духовно, ние не можеме да го негираме тој факт и некој сега може погрешно ќе го, значи кај нас имаме и такви некои поделби, мешаат антика нешто со словени, иако словените се на пример јас верувам дека се присутни пред во антиката, не се туку така, значи да речем уште од пелазгите, кои што ги сметам за протословени, како е труците, пелазгите, фригите, бригите, значи лидиците, антите, тие се македонците, тие се протословени, значи не ние сме, тоа е наш дел од нашата култура со милениуми и не се тие дојдени никаков 6 век. Прво, тоа нема... Англосаксонска пропагандна војна. Добро, тоа таму некој од Цариград пишал нешто. Мислам, може и е грешка во преводот, затоа што најчесто гледаме во преводите на некои текстови. Например, вие ако читаш римски историчар и гледаш во преводот ги нарекува грци, а не постоел таков термин. Значи тој сигурно Тит Ливиј веќе осмо, не пишал грци, пишал нешто друго. Но они го замениле као грци или као, ако земеш колку грешки има само во преводот на еврејските синоними, букви, зборови на Библијата. Колку грешки има. Добро, сега тоа се други, значи битно е дека ние како држава моментално со изгубено достоинство, со изгубено идентитет. Значи заради тие патот е еден, целта, стратешки партнери, ова ние се обезличивме максимално. Ние од тој запад ги добивме сите штетни договори по однос на Македонија. Да тргнеш од Букурешт, па наваму. Еве од 90-тите наваму, сите можни штети што ги доживеаме беа токму беа од стратешките западни партнери. Ние кога разговараме со Андреј, значи ако Македонија дојде, еве ќе направиме на споредба каква таква овој дел од Македонија што беше во склоп на Југославија. Таму повеќе македонците во склоп на таа Југославија како република има по-македонски изразен идентитет, значи културолошки, отколку што се денес како оваа квази независна држава. По боја некоја анализа, тоа треба да ме потврдат и некои луѓе што се постручни во тој елемент да го што имаат повеќе и животно искуство и знаење во поглед на тоа, значи кога збориме за тие зашто идентитетот е еден склоп на повеќе компоненти и на културолошки и на секакви, на јазични, значи тоа е една повеќе слоеви. Една палета на работи што се цело е кога има фактички повеќе компоненти. Така да ние во таа некоја, сега карикирам, сепак ние географски, иако нашите епа ние зашо Русија, ние сме припаѓаме географски на Европа. Па добро и Русија е географски во Европа. И тоа е најголема држава која што е во Европа. И јас напишав еден текст. И Русија е Европа географски е до Урал. Во Русија 80% од населението, преку 80%, живее лево од Урал, во европскиот дел на Русија. Русија не само што е најголема европска држава, туку и најбројна со население. Значи најголема европска држава. Ама Русија не е Европска унија. Ама не можеш да ставиш равенство на Европска унија и Европа. Тоа се две различни работи. Ја не викам дека ние географски и културолошки не припаѓаме на Европа. Ма немој ти да ми ставаш равенство на Европска унија со Европа. Тоа е смешно. Чеки, Никола, ние на Европа ја дадовме кирилицата, глаголицата. Не, ова беше, Зуки, одговор на тие што ја користат таа теза. Шо барате вие со русите? Русите, знаеш кај нас како? Абе русите, пази, нас не владееле
сите не делеле, не парчеле комши, ова, русите се секогаш најкриви кај нас, ако си приметил. Никој не ги спомнал британците, французите, австро-унгарците. Русија за Македонија. А добро, што направила Америка за Македонија? До сега, еве, 30 години ни се партнер, што направи Америка за Македонија? Тоа што не Рамковен договор направи, Тиранска платформа ти направи, Преспански договор ти направи, името ти го смени. А што ти направила Русија? Контейнери, оружје испраќаше на учек. Ама тоа 2001 се знаеше кој работеше за другата страна, Тоа за терористите од УЧК. Се надевам дека ќе се промени Тоа само да го дополнам последното. Ние како народ идентитетски, како македонци, во таа некоја да речем сојуз, ние никогаш не сме имале проблем од, например, еве уставното име во Обединетите нации, единствени првите две држави што го призна без никакви. Иако Грција е многу интересна држава за тие две држави, стратешки, пази, кинезите го призна уставното име, а може да имаат проблеми со грците за транспорт на нивната стока, пример во Европа. Затоа што одат преку Пиреја и преку Солуни, преку Атина. Они го купија Пиреја. И пак беа доблесни, не призна подуставно име. Пази, тоа никој не го сублимира, значи Русија е првата што не. Америка го направи тоа со финта, иако например Америка Тоа беше финтата за новата територијална поделба. Тоа беше за територијалната поделба, но зашто ти кажувам со финта не признава, а не го повлекува Метјо Немиц од преговорите за името. Така. Ако ме признаваш, ќе го повлечеш ти твојот представник и ќе речеш извини. Саксонците нема чест. Тие се и тромани. Можеш ти ми признаеш име, а ме тераш да го сменам името. Тоа е таа перфидна игра. А со овие барем знам дека ќе си бидам македонец со идентитет плюс историски, тие што не се запознаени. После Втората светска војна Македонија требаше да се обедини. Прво со Пиринскиот дел од Бугарија, со договорот кај што и Бугарија требаше да биде дел од Југославија. Но луѓето тука многу го слават Тито, а Тито беше најголем гробар на македонците. Он ја затвори границата за македонците од Егејска Македонија. Он ги извиси. Македонците тогаш не ги примаше Југославија, ги примаше Варшавскиот пакт, блокот на Советскиот сојуз. Значи во Полска, во Чешка, во Бугарија, во Романија. Али претежно советските, Ташкент, например, многу македонци. Тоа е заради ова не сакале на север, за да не имале проблем со здравјето на иста она, како се вели, географска ширина сакале да ги. И ја после стварно гледав, ние сме на некоја слична географска ширина со Узбекистан. За да не дојдат компликации со здравјето на луѓето сега од војна, знаат, тоа се пак е приморски крај, ваму таму. Никола, знаеш што, и 48-та, кога ќе видиш западниве сили на чија страна биле, монархо, фашисти. Денеска се на страна на укро. Па тие сега, тие стратешки партнер, тој што те бомбардираше со напад. Сега, оваа вистина ние што ја говориме е ништо. Вистината што говори големата патриотска партија, дека кој Преспански договор, тоа ја нема да го спомнам името Република Северна Македонија, за да дојдат власт у првите 30 дена, толку се избербатат. Јас сум изненаден, искрено. Мислев ќе пружат малку поголем отпор. Мислев ќе издржат 100 дена да не ја спомнат Северно. Они у 30 дена се извинуваат Република Македонија кој им се испушти од уста и ја велам луѓе, ако сте прелажени, сте прелажени. Никому ништо. Ние сме мали, тие биле големи. Вие игравте таков филм. Абе, соберизме му се пред таа белата палата. Како што се собра да слави со зурли и тапани, собери му се пред... Покажи му го видеото, врати го мандатот, идеме па на избори. Нема друго. Како друго? Утопија, не? Утопија, не збори утопистички. Тие сега гледат која фотелја да ја фат. Да. Имаше сега, ми го каже еден пријател виц, ќе го кажам тука колку и да е смешно, колку и да ми сега има многу браќа во ВМРО ДПМН, тоест ДПМН без ВМРО, па ќе кажам јас сум.
и фамилиарно и све, но јас секогаш како се вели реален и не го зборам од злоба, тоа го кажувам од душа, од срце. Значи мора да се стават граници на достоинство за работи кои што не можат, не странец, свети странец, као што кажал Темко Попов, абе Исус да се симне, не може од македонец да биде ни бугарин ни србин. Значи биле спремни да му противречат на Исус. Сега ти кажувам како една метафорична парадигма, кај што преку некои такви афоризми луѓето биле ја искажувале својата интелигенција, значи до толку биле ерогантни што се вели, дури и да богохулат што се ова заради каузата. Така да ај не го кажам, мислам да не биде септен на Добро. Почитувани гледачи, да одјавиме емисијата полека. Гледавме да биде пократка, ама никако не ни иде тоа да го скратиме тајмингот на родински. Ви благодарам на вниманието. Ете, и новиот серијал започнува со теми кои што се интересни. Стално трагаме по вистината, она информација што е изворна, што е, да кажеме, што може да ни помогне да ги сватиме случувањата во светот, а тие се веќе во насока на создавање на еден сосема нов свет. Веќе е создаден, ако пред неколку години говоривме дека се созда, веќе е создаден тој мултиполарен свет и се поголем број на држави пристапуваат таму, се отргнуваат од западниот еднополарен свет, токму поради тој однос колонијалисти и колонија. Бидете дел од, да бидеме сите дел од тоа движење. Ајде, сите ми велат да се обединиме. Ајде да се обединиме прво околу основното, името. Ајде сите да си бидеме Република Македонија. Направете притисок врз политичките партии, лидери, едноставно да не си изговарат тоа оговно име и да се обединиме токму околу името. Ете, нека биде тоа еден процес, нека започне од основното. А после ќе се договараме за фотејли, не знам, за позиции, за бизнеси и така натаму, да почнеме од основното. Бидете дел од новите движења, бидете дел од Родина Македонија. Родина има еден конзистентен, правичен, една насока каде што македонецот си е македонец и си ги задржува тие суштински карактеристики, без при тоа да жртвува било што за да биде член на некоја унија. Значи, тоа е една природна состојба на човекот. Проширете го гласот дека постојат нови организации, дека тие веќе се активни и веќе делуваат и ширите го гласот. Ако ништо друго, барем тоа секој еден од нас може. Ви благодарам на вниманието, добра ноќ и пријатно. Пријатно и од мене. Добра ноќ.